Великденските празници се на прагот. Кога Христос воскресна, на сите луѓе им даде надеж за живот. Сите очекуваат да го доживеат она што го чекаат цел век. А Великден е празникот над празниците, тогаш кога Христос воскреснал. Православните христијани овој ден го очекуваат исто како Божик, кога се роди Христос. Меѓутоа Великден има една своја убавина, една атмосфера која само на Великден се доживува. Во сите храмови на Македонската православна црква и годинава ќе биде масовно, верувам, а во Кавадарци посебно затоа што имаме многу убав храм, Света Петка Параскева, која како мајка заштитничка на сите жители на Кавадарци овде ќе ги прими и за овој Великден. Со нас пред храмот Света Преподобна Петка Параскева е отец Стане Величковски, парохијски свештеник кој ќе има задача денеска да не воведи или да ни ги најави сите настани што ни очекуваат за Великден. Повака најнапред да ги поздравам нашите драги браќа и сестри христијани од овој град и од цела наша Македонија. Значи, почетокот на великденските празнувања започнува со Велики четврток. Тоа е утре кога во 7 часот во овој храм ќе служиме утренска богослужба, а потоа Василиева литургија, а по завршувањето на светата литургија ќе се изврши чинот на светата тајна елеосвештение или познато помеѓу луѓето како маслосвет. Значи оваа света тајна се извршува по потреба кога некој човек е тешко болен, но црквата има општ маслосвет за сите верници кои имаме потреба секој да се помолиме, и таа света тајна ќе се извршува утре по завршувањето на светата литургија, како што во овој храм тука Света Петка, исто така и во црквата Свети Димитрија во Крстилницата, каде моментално сега се одржуваат светите литургии, бидејќи храмот се реновира. Затоа утре, кога се извршува овој маслосвет или оваа света тајна или освештение, ќе имаме богослужби и во храмот Света Петка тука каде што сме сега и во црквата Свети Димитрија, односно во крстилницата каде што се крштаваат децата. Утре вечер во 19 часот се читаат 12 страдални евангелија и таа богослужба ќе се изврши само во овој храм Света Петка, бидејќи да биде народот на едно место. Така се договоривме со браќата свештеници да биде тука во овој храм. Утредента пак во петок или Велики петок наутро се служат царски часови. Таа богослужба ќе се извршува исто така и на двете места, и по завршувањето на оваа богослужба се изнесува плаштаницата, односно гробот, положувањето на плаштаницата на Господ Исус Христос, каде што верниците од овој град, а и од сите места имаат традиција да дојдат, да се поклонат, да влезат во гробот. Символиката на плаштаницата е гробот Христов, да влезат во гробот и да му одадат почит на распнатиот Христос, но гробот каде што од подоцна Христос воскреснува. Во петокот ќе биде таа богослужба наутро, а пак вечерта во петок во 19 часот ќе имаме оплакување на Христос или опело, односно статии во кои се велича Христос, неговата мајка, и се оддава почит, односно се извршува погребение на Господ Христос, а пак во сабота, исто така утрото, ќе се отслужи Света Василиева литургија со почеток од 7:30. На таа литургија можат верниците да дојдат исто така за причес, а пак вечерта, кога е воскресението, би сакал тоа да го напоменам за верниците, бидејќи храмот Свети Димитрија е во реконструкција, се реновира. Богослужба ќе има само тука во оваа црква, во оваа градска црква, значи со почеток од 23 часот и 30 минути. И ќе правиме опход и подоцна ќе има света воскресенска литургија, и сите кои што се подготвувале да го примат телото и крвта Христови, односно да се причестат, ќе можат по завршувањето на литургијата, тоа би било некаде веќе после 1 час од пополноќ, како ќе заврши, така ќе биде и причестувањето. Значи тие што се подготвувале, што постеле, се исповедале, имаат благослов од својот духовен отец, да дојдат, нека се причестат. А пак луѓето кои не се во можност да се причестат ноќта на полноќ, дали
поради и одредени причини, старост или било како, во недела утрото, на сам ден Великден, ќе има света литургија во црквата Свети Димитрија, односно во крстилницата каде што се крштеваат децата, таму ќе се изврши света литургија и секој што сака да се причести, не можел да дојде ноќта, може да појде таму, со почеток од 8 часот ќе биде литургијата, нека повели, нека дојде за причес. Во понеделник, кога е вториот ден од Воскресението Христово, во овој храм ќе богослужи нашиот надлежен архиерей господин Агатангел со почеток од 8 часот. Тие што сакаат и убаво би било да дојдат на света архиерейска литургија, бидејќи на убав и свечен начин да се прослави Христовото воскресение. Исто така и третиот ден ќе има света литургија на која ќе се слави светото Христово воскресение и така ќе биде целата седмица светла, која се нарекува светла седмица до томина недела, постојано ќе се слави и ќе се опева воскресението на нашиот Господ Исус Христос. Би искористил прилика, еве кога сме тука, да ги повикам сите верници од градот Кавадарци, па и пошироко кои имаат можност, кои сакаат да бидат дел од ова радосно Христово воскреснување, радосно да го прослават овој празник, да дојдат да земат активно учество во сите овие богослужби, а особено пак во богослужбата воскресенската која е во сабота на полноќ и во неделата, бидејќи како народ православен треба да ликуваме и да се радуваме на овој најголем празник, бидејќи воскресението е празник над празниците. Ако Христос не воскреснеше, како што се вели во Светото Писмо, празна е нашата вера и нема во што да веруваме. Во оваа прилика би искористил да напоменам дека ние како македонски народ во ова 2017 лето Господово, како чеда на Македонската православна црква имаме особена радост да се радуваме, бидејќи во оваа година нашата црква ќе канонизира тројца светители од нашата Македонија. Исто така оваа година е љубилејна година за нашата црква, бидејќи празнуваме 50 години од овозобновувањето на Македонската православна црква во лицето на Охридската архиепископија, 50 години од основањето на Македонската православна богословие или Средното богословско училиште во Драчево во Скопје и 40 години од постоењето на Богословскиот православен факултет во Скопје. Ве поздравувам, драги браќи и сестри, со најрадосниот поздрав. Христос воскресе, навистина воскресе.